Да се сконцентрираме на задачите и сите одговорни актери, и опозицијата и судството да работат на модерно општество. Реформите не се со цел да се задоволи Европската унија, туку за подобрување на условите за живот на граѓаните. Порача еврокомесарот за соседска политика и проширување Јоханес Хан по средбата со премиерот Зоран Заев во владата. Хан рече дека после сите настани што ги посведочил во земјава, денеска почувствувал оптимизам, поволна клима и нова динамика за подобар живот. Ги повика партиските лидери дебатата да ја водат во собранието. In that respect, I really appreciate that the government is ready. Ја поздравувам подготвеноста на владата да работи заедно со опозицијата на прашања кои што се поврзани со интеграцијата на земјата во Европската унија. За ова прашање е потребен национален консензус и повторно ќе нагласам дека местото каде што треба да се води оваа дебата и каде што треба да се постигне таквиот консензус се институциите, односно собранието. А Заев најави акциски план до 1 јули наречен патоказ за спроведување на итните реформски приоритети. Очекува отпочнување на пристапните преговори следната година. Ја повика опозицијата да учествува во реформите. Убеден сум дека присуството на еврокомесарот Хан на седница на владата на Република Македонија испраќа силен сигнал до сите во земјата дека европските перспективи на Македонија не се повеќе далечен сон, туку реалност на дофат. Наша цел е Европската комисија да даде позитивна оценка на Македонија во извештајот за напредокот на државата на есен, како и да предложи чиста безусловна препорака за почеток на преговорите за членство со Европската унија. Во однос на спорот со Грција зимето, кој е еден од условите за почеток на преговорите со Европската унија и прием во НАТО, премиерот е уверен дека постои решение за се и ќе ни биде потребна помош и поддршката од соседите, но работите во голем дел зависат од нас самите и постигнувањето консензус во државата. Еврокомесарот дополни дека на прашањето треба да работат двете земји. Хан се сретна и со лидерите на партиите застапени во парламентот.